Во летниот период, она што ни е најпотребно е секако покрај тоа што треба да бараме сенка и долинка, не смееме да излегуваме од дома без заштитен фактор. А особено кога сончевите зраци се со голем UV индекс. Затоа имаме природна козметика за нега на кожата, како за да не заштити од сончевите зраци, секако и за по сончањето. Јана Цветковска-Лазаревска е жената која што изработува природна козметика која што е безбедна, секако и био и можете да ја користите во секој период. Јана, ти благодарам пред за твојното време. Неколку производи кои што се најдоа на палетата на твојата колекција Игнеа, кои што се за летните денови, односно овие денови сега кога веќе не можеме да издржиме од сонцето, па како настана идејата за сите овие производи да ги лансираш, да ги направиш во твојата лабораторија? Така, најпрв добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Кој во прашање нели заштитата од UV зраци, едноставно прво на почеток морам да кажам дека било каква заштита е подобра од никаква заштита и дефинитивно сум за тоа дека секојдневно треба да ја штитиме кожата од претераната изложеност на UV зраци. Сега, од каде дојде идејата за формирање на ова наша Honolulu палета за заштита од сонце? Недостигот од минерални фактори, за сончење на нашиот македонски пазар, ме натера да појдам во таа некоја насока и да ги проучувам веќе 15 на 20 години и така се роди, сето она што денеска можете да го видите на нашите полици. Да, колку е важно во секој период од денот кога се изложуваме на сонце да нанесуваме заштитен фактор и каков заштитен фактор треба да нанесуваме, секогаш и тоа прашање нели ни се поставува. Така, најпрво да кажам дека постојат три типа на заштитни фактори, едниот е хемиски, или органски заштитни фактори, вторите се механички или неоргански заштитни фактори и третата категорија се природните заштитни фактори кои што всушност ги викаме биолошки и потекнуваат од растенијава. Ова што во рака моментално го држите представува еден спој баш од минералните, физички заштитни фактори и од биолошките природни заштитни фактори. И тоа е еден фактор кој што всушност е за добивање на бронзен тен пред се и кој што во себе има две улоги, а тоа е минералната заштита и одбивање на сончевите зраци, а второто е добивање на бронзен тен. Треба секојдневно да се штитиме. Денеска за жал зрачењето, UV зрачењето е се поголемо и поголемо и не само заштита на лице, нас всушност секојдневно веќе ни треба и заштита на телото. Да, особено кога се појако и појако станува сонцето и ни доаѓа до 9-10 нели UV зраците во летниот период. Што содржи овој препарат кој што е природно масло за сончење со фактор 20? Во него во основа всушност е не наноцинкоксид, јас преферирам веќе тоа да бидат микронизирани не наnooблици, кој што е механички филтер и кој што делува на тој начин што не се абсорбира во кожата, него останува на површината на кожата и само го рефлектира зраците. UV зраците, при тоа она што е негова предност е тоа што е еколошки многу прифатлив, не е штетен за околината, не е штетен за почвата, затоа што денеска се повеќе се зборува за загадување на почвата благодарение и на SPF факторите за сончење. Не е штетен за подводниот свет, така да слободно може да го употребуваме. Нема влијание на синтеза на меланин, што исто така е многу битно затоа што денеска научните студии нели упатуваат на тоа дека самиот меланин е еден од најдобрите заштитни фактори, од друга страна е најдобриот антиоксиданс и учествува во имунолошкиот процес на организмот. Да, спомена зошто треба да се користат токму природни масла за заштита на кожата, како и од сонце, така и по сончањето е многу важно нели да се користи крема или масло, путер, како и да е за после сончење.
Сега, ова е така некако модерно, дека дерматолозите цело време препорачуваат дека обавезно после сончањето мораме да користиме и крема која што е за после сончање. Секако, значи затоа што нели самото сонце, водата, песокот, значи ни прават значи дехидратација, сушење значи на самата кожа, затоа е многу битно да ја негуваме и тоа обично со некои хидратациони средства, кои што едноставно ќе ја вратат значи хидратацијата на самата кожа. Дали ова се препарати кои што можеме секојдневно да ги употребуваме или треба да направиме можеби некаква пауза? Не, значи што се однесува до факторот хонолулу 50+ кој што ни е за лице, значи препораката е малтене 365 дена во годината, значи да си го употребуваме. Што се однесува до 20+, значи факторот за него веќе кажав дека тоа е наменет за добивање на еден убав бронзен тен. Него обично го комбинираме значи со 50+, за да нели мораме да внимаваме да нашите клиенти едноставно значи не изгорат, си ја сочуваат значи својата кожа што е најбитно. И така да значи него го препорачуваме или секојдневно при дневните градски активности да си го користат како некој вид на лесна заштита, веќе кога одат на море, оде специфично за добивање на еден убав бронзен чоколаден тен. Да, треба да се грижиме за нашето здравје, за нашата кожа и да употребуваме нели природна козметика која што е направена тука домашно во Македонија благодарение на твоето долгогодишно истражување и на твоето долгогодишна работа како посветен фармацевт нели фитотерапевт во областта. Ти благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас.